На јавноста веќе е познато дека Светиот Синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, организира се народен собор на кој што сакаме да искажеме протест, кој што е легитимно демократско право во секое општество против нешто со кое што не се согласуваме, особено ние како сериозни чинители на нашето општество. Таа одлука од 26.2023 година на Светиот архиерејски синод доаѓа како последица на игнорантскиот однос кон соопштението, не само на Македонската православна црква, туку на сите верски заедници. Соопштение кое што го потпиша сите поглавари на верските заедници. Во тоа соопштение бараме експлицитно повлекување на двата закони, од кои што едниот е веќе во собрание, тоа е законот за измена во матична евиденција, и вториот е предлог законот за родова еднаквост, кој што на некој начин се подготвува да влезе, заради тоа што веќе еве втор пат ширум државата се организира јавни дебати во однос на законот и покрај сериозното спротивставување и сосем аргументираните забелешки за содржината на двата закони, како црква имаме впечаток дека се инсистира да се продолжи постапката и законите да станат официјални формални законски решенија во нашето општество со целокупната нивна содржина. Сакам да потенцирам дека овој собир кој што го организира Македонската православна црква не е насочен против никого. Туку е насочен исклучиво против содржината на овие предлог закони. Ние образложивме во повеќе наврати и во самото соопштение, експлицитно изразуваме протест против новиот контекст што му се дава на поимот род, против родовата компонента која што е застапена во предлог законот за родова еднаквост и се користи, се злоупотребува на уште поексплицитен начин во предлог законот за матична евиденција, кој што предвидува промена на ознака за пол при изјава која што би се базирала на субјективни и индивидуални чувства на поединецот. Ја користам оваа можност да го повикаме дополнително народот за присуство, заради тоа што изразот на црквата, овој протестен рефлекс што црквата го пројавува, сосема погрешно се интерпретира во јавноста, анализирајќи се и преципирајќи се црквата единствено како институција. Црквата е многу повеќе од тоа. Црквата е жив организам, составен од конкретни луѓе, од заедница која што има вредносен систем, има систем на вредности, и тој систем на вредности е апсолутен контраст, апсолутно спротивен на она што ни го нудат и што се закануваат да го донесат овие два предлог закони во нашето општество, но и во црквата. Повеќе пати имаме напоменато дека сметаме дека овие закони сериозно ќе го загрозат нашето право на вероисповест, да ја проповедаме, да исповедаме верата, заради тоа што не само што ќе се редефинира целокупното општество, туку ќе се ограничи слободата на говор со оној член кој што се однесува на родово сензитивниот јазик. За крај, покрај повикот на народот да присуствува на овој собир, би сакал да кажам дека ние како црква се оградуваме однапред од било каква злоупотреба во некакви своји цели на овој собир, на овој протест. Протестот е насочен исклучиво против содржината на овие закони. Не поддржуваме никаков говор на омрза, никакво скандирање и повикуваме на мирни протести. Едноставно да кажеме не. Нашиот собир, присуството на тој собир би значило дека не се согласуваме со вакви предлог законски решенија во ваква форма. Ви благодарам. Доколку има прашање, повелете, само ќе ве молам поред. Законот за матична евиденција, меѓутоа
гледачка да се само вчера соопшти дека ќе биде поглажен и дека ќе има поширока јавна дебата. Дали како црква ќе учествувате во оваа јавна дебата? Ние сакали или не сакали веќе учествуваме во таа јавна дебата и ќе учествуваме. Црквата е и мора да остане своевиден коректив на совеста на општеството. И токму заради тоа се бориме. Никој нема право да ни го забрани тоа. Што се однесува до одлуката на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз е за поздравување, иако тоа е партиска одлука. Сега се на потек сите механизми на владата и да видиме владата како ќе се произнесе. Дали имате конкретни предлози за тоа како би требало овој закон да изгледа или сте само против? Секако дека имаме, ние не сме против никого, рекавме. Особено не сме против остварувањето на нечии права. Протестираме и она што е спорно во законите, што сметаме дека сериозно реализацијата на овие закони може би ќе допринесе за поголемо остварување на нечии права на поединци или на групи, но тоа сериозно би ги загрозило правата на мнозинството, на 99% од населението во оваа држава, во Република Македонија. Тоа е, знаете, тоа е диктатура на сметка на остварување на нечии права, да се остваруваат права, нема да речам на малцинска група, заради тоа што во очите на црквата, во очите на Бог, само еден човек, само една човечка душа има вредност колку си од свет. Може едно прашање надвор од темата? Значи, интересира каде е работата со градежната парцела, односно со земјиштето кое што има во собственост МПЦК и поле ви им до центарот на градот. Што е реализирано, што доказано? Пресот е свикан во однос на протестот. Јас немам властување. Ова е прес на синодот и очекувавме вакви прашања. Нема да одговараме на прашања кои што не се поврзани со она што е најголема закана за нашето општество. Познато е дека црквата има свој имот, дека црквата има своја финансиска работа, вратите на институциите во државата, на црквата не се затворени за тие да направат своевиден увид. Но да се стави под тепих ова што го правиме со дефокусација или дефокусирање на теми кои што се тотално небитни во споредба, во компарација со овие закони, со заканата која што ни предстои на сите нас, нема да дозволиме. Повелете други прашања, исклучиво во однос на протестот и на предлог законските решенија. Неодамна дел од партиите во германскиот Бундестаг донеса резолуција за заштита и потврда на македонскиот идентитет. Меѓутоа таму меѓу 13 точки со кои што на некој начин го условуваат таа поддршка е и дозволувањето на правата на ЛГБТ заедницата, односно и она што овие промени во овие закони треба да го овозможат. Како вие ќе се поставите во однос на тоа и дали ќе биде за вас проблем тие луѓе еднаш во годината да можат да излезат на улица и да си ги кажат своите права и некакви законски можности да имаат, сето тоа во замена на поддршката на македонскиот идентитет, на македонскиот јазик, вклучувајќи ја тука и Ви благодарам. Убаво прашање. Значи, делум не одговорив во претходниот мој одговор дека ние не сме против никого, туку таму каде што застанува остварувањето на моите права, на нашите права, почнуваат правата на другиот и обратно. Во однос на правата на ЛГБТИ плюс заедницата, морам да потенцирам дека нашата држава, нашето општество и верските заедници во нашето општество се едни од најтолерантните кон таа заедница. Дали сте забележале некакви протести или некакво попречување од страна на црквата или говор на омраза кон тие луѓе? Апсолутно, ние видовме успешна парада. Со таква успешност со каква што ретко кој општество од соседството може да се пофали. Напротив, на парадирањата што тие ги прават, тоа се едни исти луѓе. Воопшто не мислам на ЛГБТ и
плюс луѓето со поинаква сексуална ориентација, туку на невладините организации кои што се платени под плаштот на борба за човекови права да едноставно да го оковаат во своевиден тоталитаризам нашето општество. На тие паради се злоупотребува за да се испратат пораки на омраза кон верските заедници, исклучиво кон црквата. Сите се уште ни е свежо сеќавањето за транспарентот. Црквата не одговори ниту со една представка. Немавме ни коментар во однос на тоа. Така што тој антагонизам помеѓу црквата и на црквата во однос на некого не постои. Тој е апсолутно измислен. Црквата е мета на прогон и мета на линч. И тој обид, таа, знаете, размена на тези, абстрахирање на проблемот и на ова што го правиме, да се представи како своевидна закана за општеството. Нашето демократско право да протестираме. И таа промена на тези, агресорот да се представи како жртва. Токму тоа го доживуваме. Инаку, основните човекови права се загарантирани во оваа држава, без оглед на неговата вероисповест или сексуална ориентација. И апсолутно го поддржуваме тоа. Никој нема право да биде линчуван, да биде осудуван, да биде осрамотуван заради некаков свој став или начин на живот. Всушност заради тоа и се бориме. Слободата е неприкосновено право и најголемиот дар кој што Бог му го дал на човекот. Тоа е менталитетот на црквата. Тука сме едногласни во духот на соопштението кое што е доставено до сите медиуми. Поддршката од останатите верски заедници е апсолутна и се надеваме на нивното присуство. Да. Видете, главната проблематика јас би ја лоцирал во предлог законот за родова еднаквост, кој што само се рефлектира или она што го гледаме како спорно во предлог законот за матична евиденција, само рефлексија на она што се создава, што се конструира, што се обликува во предлог законот за родова еднаквост. Тоа е родовата компонента. Овие закони ни носат едно поинакво значење, еден поинаков контекст и разбирање на поимот род од тоа кој што ние сме навикнати. Не само во менталитетот на овој народ. Еве, ако можевте да проследите, имавме заедничка трибина, мој соговорник беше поранешната пратенички председател на Дом, господја Лилјана Поповска. Таа во нашето општество е позната како исклучително добар и посветен борец за правата на ЛГБТ плюс заедницата и борец за женски права. Таа вели дека се чувствува изманипулирана после повеќе од 2 децении. Соочена е со тоа да доживее и да види дека поимот род, поготово во контекстот на овие закони, има сосема поинакво значење од тоа на што таа е навикната. Значи, ние сме изманипулирани, ние сме излажани заради тоа што родот, како атрибут на полот, како социјален конструкт на полот, не го одвојуваме од полот. И аналогно на тоа, ако има 2 пола, има 2 рода. Овие закони ни носат еден конструкт чудовишен, можност, отварат една пандорина кутија, секој ден да излегуваат разноразни родови и секој да биде што ќе посака. Просто, знаете, тоа е нешто на што не сме навикнати, не го сакаме и не го прифаќаме. Во демократско општество процесот на градење на законите мора да зрее и да се обликува паралелно со менталниот склоп и со потребата, но и со подготвеноста на еден народ, на една заедница, да ги прифати промените. Тука чувствуваме дека сериозно се врши насилство врз нас, на волјата на народот. И да не се обидува никој овој импулс, овој коректив, овој рефлекс бунтовен што црквата го испраќа во општеството, да се спинува
и да се става во некаков поинаков контекст. Импулсот на црквата, рефлексот на црквата е рефлекс на 99% од овој народ. Не само верните чеда на Македонската православна црква, ние се знаеме меѓусебно, туку и на браќата муслимани, протестанти, евреи и на другите верски заедници и на другите етникуми кои што живеат овде. Ние сме мала земја, се знаеме. Знаеме дека ова не е наша реалност и не сакаме да биде. Тоа е целта на протестот. Ви благодарам.